Ќе разговараме со Сашо Тодоровски, директор на Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Добро утро, Тодоровски. Денеска ве побаравме на телефон, бидејќи во Куманово денеска прв пат по ова корона криза ќе се одржи културен настан што не е онлайн. Добро утро. Така, добро утро и на вас и на вашите слушатели и гледачи. Добро утро. Што ќе се случува вечерва во Куманово, за каков настан се работи, поточно со кој настан ќе ја прекинете ова онлайн култура? Така. Вечерва после 5 месечна пауза во Центарот за култура, односно пред платото на Центарот за култура, ќе имаме концерт на Trio Gentlemen. Тоа се тројца млади музички артисти кои ќе изведат познати композиции, дел од нив со љубовна тематика. И сигурни сме дека после 5 месечна пауза тоа ќе биде навистина едно убаво доживување за нашата публика. Кумановци сигурно ќе бидат воодушевени од настанот. Ќе бидат запазени сите протоколи кои ни се од Министерството за здравство. Ќе има ограничен број на публика од 35 до 40 луѓе, така да се надеваме дека ќе имаме успешен концерт вечерва. Велите 35 до 40 луѓе, да ни објасните може ли малку повеќе за тоа дали ќе има редари, кој ќе го контролира ова и конкретно дали мерките за безбедност, односно превентивните мерки остануваат задолжителни, дали сите кои ќе дојдат ќе мора да носат маски или пак можеби и предвидено е некое средство за дезинфекција иако е отворена површина? Така, има средство за дезинфекција, предвидено е, задолжително е носење на маска на секој кој ќе дојде, ќе има редари од страна, исто така настанот е пријавен и во МВР, ќе има и полицајци од страна, доколку дојде до некое групирање на граѓаните. Така, нашите луѓе се совесни и мислам дека ќе ги испочитуваме сите мерки, сите протоколи, се со цел да имаме еден убав и интересен настан вечерва за Куманово и во Куманово. Што ако кумановци дојдат во поголем број, повеќе од 40-тина, ќе може ли на некој начин да го проследат овој музички настан? Мислам дека ќе може, бидејќи платото пред Центарот за култура и плоштадот е голем, така да мислам дека ќе може да се постигне таа дистанца која се препорачува и мислам дека ќе го направиме тоа. Ќе се одржи концертот во секој случај. Тодоровски, ова е само прв концерт кој не е онлайн по оваа корона криза, па тука би сакала да ве прашам и какви се плановите за иднина. Дали овој концерт значи конечно завршување на, ќе кажеме, онлайн ерата, поточно враќање на физичките настани или сепак продолжуваат активностите онлайн, а ова е еден исклучок? Какви се плановите за иднината? Ние планови имаме, но сепак се зависи од епидемиолошката ситуација во државата и како ќе ни ги кажат мерките и какви протоколи ќе ни дадат. Можеме да кажеме дека ние први во државата направивме онлайн концерти. Тоа беа театарски представи, актерите чита и се уште читаат книги онлайн за најмладите. Покажуваме дека може да се прилагодиме и во овие услови. Исто така одржаме и неколку онлайн концерти со нашиот младински оркестар во Центарот за култура. Но сепак културата, како да речеме, еден двонасочен пат. Мора да имаме публика за интеракција. Публиката е она за која го создаваме делото и очекуваме дека се ова кога ќе заврши, да се вратиме на активностите во полн сјај. А за сега планираме да изведеме исто така една монодрама од Кумановскиот театар со актерката Владанка Димковска. Уште еден концерт кој ќе биде на изненадување на публиката. Исто така сите овие работи што ги зборам ќе бидат изведени пред платото на Центарот за култура, бидејќи навистина имаме голем простор таму. Исто така уште еден проект концерт од Министерството за култура, нашето детско караоке шоу, настан за кој прв пат го имавме минатата година и оваа година повторно ќе го реализираме. Тоа е настан на кој се пријавуваат млади музичари и го одбираме најдобрите. Победникот настапува во текот на целата година нашите настани. И тоа е една своевидна промоција, бидејќи Куманово навистина има талентирани млади кои сакаат музика и сакаат да се занимаваат со музика. Исто така сакам да напоменам дека минатата година започнавме со креативни детски ликовни работилници и планираме сега за 2 недели да направиме летна ликовна работилница, исто така надвор пред платото, каде ќе дојдат деца кои ќе се пријават, но со оглед на ситуацијата бројот ќе биде ограничен оваа година од 10 до 12 дечиња. А минатата година имавме пријавено преку 70 до 80 дечиња кои сликаа. Тука ние обезбедуваме прибор за цртање, штапела и бои, а на децата е само да искажат нивната креативност.
Сашо Тодоровски, благодарам за ова вклучување. Јас верувам дека сите граѓани на земјава, не само кумановци, се жедни за оние културни настани во живо, бидејќи колку и да се обидувавме да функционираме во оној онлайн свет, сепак физичкото доживување е неспоредливо. Сепак се зависи од ситуацијата како ќе се одвија. Ние сме спремни, подготвени, така да ќе се прилагодиме на нова настаната ситуација. Сашо Тодоровски, благодарам за ова вклучување во утринскиот брифинг и се надеваме дека доаѓа крајот на оваа корона криза и би можеле да се вратиме назад на културниот и општествениот живот. Да, благодарам.